Една од темите за кои многу често сакаме да говориме во Македонија наутро е инклузијата на лицата со попречености во нашето општество. И често знаеме да кажеме дека нема лица со посебни потреби. Потребите на сите ни се исти. Како ги задоволуваме во секојдневието, тоа е прашање на сериозна дискусија. Неколку теми отвараме поврзани со сево ово што пред малку го споменав. За прв пат во новото студио 3 на Македонската телевизија ни е Гере Трипков, претседател на Сдруженијето за афирмација на лицата, на правата на лицата со попречености. Добро утро, Гере, добре ни дојдовте во Македонија наутро. Многу сум возбуден. Да. Да, после долго време, конечно во студио. Да. Фала ви на поканата, поздрав за сите гледачи. Имаме неколку теми, споменав, кои сакам да ги отвориме. Првата е поврзана со насловот кој можете да го прочитаат нашите гледачи во моментов. Го најавуваме третиот фестивал на инклузија. Кога зборувавме за првиот пред 3 години, посакавме да биде традиционален и неверојатно е колку и општини, колку граѓани позитивно реагираа на целата оваа приказна, па еве се добива свој тек. Апсолутно. Пред 3 години замислувавме дека тоа ќе биде фестивал кој што ќе ги сплотува двете, да речеме, две спротиставени или можеби на скрос различната страна од општеството. Оние што се маргинализирани и оние што се здрави прави личности во општеството, учесници во општеството. Денес може да кажеме дефинитивно дека имаме таа енергија и полека ја гаиме. Се надевам дека со третото издание веќе одиме и чекор погоре, заради тоа што имаме веќе интернационализирање на фестивалот, што значи дека ќе имаме и нови гости, кои што ќе ни дојдат и од странство. А потоа и фестивалот ќе го изнесеме и ќе го испромовираме надвор од Македонија, се со цел не да шириме македонската инклузија, него да создадеме инклузивна средина не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Го преслушував деновиве разговорот кога го најавувавме првото издание. Во еден сегмент велите: сакам да стане фестивалот славење на животот и иднината, не на пропуштените можности. Сакаме децата во мало да видат зрак, светлина, сакаме повозрасните да создадат перцепција дека треба да ги воспитуваат децата со емпатија и отвореност. 3 години подоцна, почнуваат ли да ни растат децата со емпатија и отвореност? Да, дефинитивно да. Работиме напорно тоа да стане веќе и една нормална тема, која што нема да биде табу. Разговараме и со родителите на децата кои што немаат попреченост, за да можеме на некој начин да ги подготвиме за таа соработка. Уште од мали нозе децата да ги подготвиме дека инклузијата и децата со попреченост не се засебни, него функционираат како дел од една голема целина наречена општество и дека треба да се поддржуваме едни со други. Дефинитивно го имаме оној зрак светлина со фестивалот на инклузија, но и со сите оние проекти кои ги работиме во текот на нашето постоење веќе 5 години со Сдруженијето Equality. Така да мислам дека од оваа година веќе ќе го видиме тоа на дело, ќе имаме многу повеќе луѓе кои што ќе циркулираат на самиот фестивал во Парк Македонија во општина Кисела Вода. Ќе имаме, како што кажав, повторно музичка програма, ќе имаме театар инклузивен, ќе имаме работилници за деца без и со попречено цртање, ќе правиме наметки на суперхерои кои што ќе ги цртуваме и потоа ние ќе ги шиеме. Прекрасна програма, така да ги покануваме сите од 19 до 22 јуни во Парк Македонија. Коригирајте ме ако грешам, мојот впечаток е дека ние граѓаните лесно прифаќаме и се прилагодуваме, но инклузијата, односно вклучувањето ни е потребно во секој момент од живењето. Колку општеството не станува такво? Зборувам за полесен пристап до институциите, зборувам за дефектолози, зборувам за можност за образование. Сето она што е суштината на инклузијата, потребно е да секако ние да прифатиме, но суштината е нашите граѓани со различни попречености е да може да создадат сами свој живот, без да зависат од другите. Знаеш како, Кристина, ова е тема која што можеби би требало да биде еден од приоритетите во владината програма, заради тоа што ние во 21. век се уште разговараме за тоа дали има пристапни рампи во зградите генерално. Не дали има за лицата со попреченост, бидејќи мајките со колички и возрастните луѓе кои што веќе се во подоцнежни години им треба да се качат полесно, а не да се пентарат
10-15 скали, каде што нема лифтови во зградите, Карпош и во аеродром имаме згради кои што се уште немаат лифтови, нели? Имаме лица со попреченост кои што се уште живеат во свој свет. Тие не се излезени од рамки на своите 4 зида заради тоа што се едноставно стигматизирани и она што кога ќе излезат од вратата од дома, едноставно ги убива. Дословно ги убива и едноставно не излегуваат. Комотно си живеат во овој свет. Ние откривме дека како Сдружение Equality не треба да ги бараме решенијата кај владата, туку најпрво треба да ја подигнеме генералната свест на општеството, за да можеме да креираме енергија каде што ќе имаме прифаќање и оттаму да почнеме да разговараме за темите како рампи и така натаму, затоа што едноставно тоа нема да се случи поинаку. Ајде сега да зборуваме во пракса. Како изгледаше вашето пристигнување до македонската телевизија? Како изгледа еден регуларен ден од излегувањето до дома до посакуваната дестинација? Какви се пречки и предизвици имаше до овде? Па, еве, конкретно денес нели се договаравме на точен термин. Јас обично сум точен, меѓутоа во текот на патувањето може се да ви се случи, како на пример дека вашето место за паркинг ќе биде зафатено. И тоа се случува нон-стоп, секој ден. Постојано луѓето ги зафаќаат местата кои што не се назначени за нив, а се обележани со нели оној жолт знак за лица со попреченост. Тоа е едната работа. Втората работа е пристапноста. Секогаш кога патувам некаде, независно дали е тоа медиум, независно дали институција, се јавувам минимум 2-3 пати да се осигурам дека има пристап во зградата, дека може да паркирам негде во близина, се со цел да си го олеснам функционирањето. Да, во другите држави е малце поинаку, може би сте на некој начин осигурани дека тоа место ќе биде незафатено, дека имате пристап и така натаму. Меѓутоа веќе ти изненадам, во Париз метрото, кој што е едно од најстарите метроа, не е пристапно. Или е 10% пристапно. Често објавувате на социјалните мрежи кога патувате, какви се искуствата во странство. Не е баш се така идеално и во Европа, како што замислуваме, не? Далеку. Значи, се уште имаме луѓе кои што во една Германија, која што е една од највисоко развиените општества во Европска унија, па и во светот, се уште во големите градови, оние метрополи што се, го имаат уште тој предизвик, да речеме, кој што јас самиот сум го соочил. И имаме пријатели кои што се од партнерските организации во Германија кои исто така се уште подсетуваат на таа тема. Долго време се познаваме и ќе бидам искрен и ќе признам дека многу често сте ми здрак светлина во многу тешки моменти. Се сеќавам на еден разговор пред неколку години кога се слушнавме и ви велам ме мачи ова или ме мачи она и ми одговоривте добро, ајде пробај барем да се облечеш денеска без да ги користиш нозете, па да видиме кој има проблем. И сватив дека навистина е сериозен предизвик. За да дојдам до она што сакам да го кажам сега, години подоцна направивте уште еден проект со кој што и јас се гордеам искрено, гледајќи ве. Тоа е облека за лица со адаптирана облека за лица со попреченост. И сега сакам малку да проговориме за ова, бидејќи се спрема имунна ревија се подготвува во септември. Да. Како изгледа облеката, адаптираната облека? Супер прашање, баш добро го начна ова прашање. Знаеш како уште од пред 25-30 години јас размислував уште како мало дете што би сакал да бидам во животот. Една од моите желби како дете беше токму тоа да станам модел. И во текот на мојата младост ја остварив таа желба. Пропатував доста, работев како модел за брендови кои што и денес се достапни на нашиот пазар, а се светски познати брендови. Да не ги споменуваме конкретно. Меѓутоа, ете некако тоа се вклопи во некое мое животно искуство од тоа што сум човек во количка и претходно оној моделинг искуство од другата страна на апаратот или на камерата. Со тек на време сватив дека тоа е еден од најголемите предизвици за лица со попреченост, бидејќи да се припремите додека се облекувате за лица со попреченост е понекогаш фрустрација, бидејќи немаме соодветна облека. Што значи тоа? Лица кои што имаат проблеми со фатот, со моторичките функции, обично не можат самите да се облечат или се облекуваат многу поспоро. Да речеме за нормален, здрав, прав човек, тоа трае
2-3 минути, да облечете панталони, да облечете кошула. За лицата со попреченост тоа е минимум дупло, зборуваме за некој што веќе има некаква функција во рацете. Од тука сватив дека тоа е нешто кое што би сакал да го решавам, заради тоа што го имам соодветното искуство и се чувствувам релевантен за тоа. Да, оваа година ја правиме модната ревија, инклузивна модна ревија, бидејќи ќе имаме и модели кои што не се со попреченост. Ке сакаме да направиме една посебна модна ревија на највисоко продукциско ниво, каде што овие лица, околу 30 на лица, ќе ги изведеме на пистата и ќе ги насочиме рефлекторите кон нив, а целата модна ревија ќе ја организираме под мотото пристапност, што значи дека сакаме целиот акцент да го дадеме на тоа прашање. Имам уште многу теми кои сакам да ги отвориме, но за уште една останува време, на кое што како општество треба да бидеме особено горди. Тимот на македонски кошаркари, спортисти во количка, кои дава можност на голем број на наши граѓани со телесна попреченост да спортуваат. И не само што како приказна се разви, туку и ниже успеси, и вие сте дел од тимот. Да. Како оди спортот? Знаеш како, зборуваме за нешто што, да речеме, е 70 години веќе дел од општествата во западно високо развиените земји. Кај нас тоа почнува од минатата година, благодарение на иницијативата на тренерот Саша Димитриевич, кој што во Малта има работено со кошаркари во колички. Дојде на идеја да се реализира тоа тука. Почна заедно со поддршка на Параолимпискиот комитет и веќе имаме некоја состојба каде што официјално можеме да кажеме имаме клуб. Тоа би сакале да прерасне и во репрезентација. За сега сме доста, меѓутоа ни фалат луѓе, бидејќи имаме тим кој што би можеле да кажеме дека е една постава, меѓутоа обично кога играте меѓународни надпреварувања ви требаат две добри постави за да можете целиот тој меч да го издржите. Сега почнуваме веќе и со интернационализација на тој проект. Од 24 до 26, што значи за неколку дена. Во Кавадарци го имаме меѓународниот турнир, кој што го организираме за прв пат во Македонија, каде што ќе имаме екипи од регионот, кои што ги поканивме да ни дојдат, малце да разигруваме, да се пробаме, да се дружиме и едноставно да го испромовираме овој спорт, заради тоа што имаме дечки кои што би можеле да бидат дел од овој тим, а сепак не се одлучуваат да го прават. Значи ги покануваме да масовно да се приклучат. Се надевам ќе се шири тимот, но исто така еден од предизвиците е колку чини целата оваа приказна, бидејќи од она барем што го знам како информација е дека количките се навистина скапи, дека дел од нив се набавувани од странство, амортизацијата на истите е Па најголем трошок е да ги набавите количките, секако имаме донација ние. Ова не се истите колички, да речеме, не е истата количка во која што вие не се, тоа е специјално наменета спортска количка, за секој спорт имате различна количка. Значи, ако сакате да играте тенис, имате количка за тенис, ако имате за баскет, имате за баскет и така натаму. Колку чини една количка чини од 4 до 8.000 евра. Зборуваме за просечна средна класа на колички, ми поскапи, а тие што се професионални тимови играат веќе со децени, играат со многу поскапи колички. Јас би сакал да имаме фирми кои што се општествено одговорни и ќе сакаат дефинитивно да се приклучат на оваа идеја, но пак ќе кажам, се она што ние го правиме како заедница на лица со попреченост, сметајте дека е доста скапа инвестиција и генерално општествените компании, меѓутоа и граѓаните ќе ги поканиме од скоро да се приклучат во оваа мисија за да можеме да ги финансираме овие проекти, за да можеме овие 20% од општеството со попреченост да ги вклучиме посоодветно. Која е вашата позиција? Не се разбира во тимот? Да. Па немаме конкретни позиции, меѓутоа помагам и во делот на организацијата, помагам и со дечките, не знам, можеби некогаш ќе заслужам таа капитенска трака. Сега за сега немаме такво распоредување, но здравје. Неколку пати и дадов знак на Јована пред да најавиме музичката нумера. Јована, те замолувам да дојдеш. Неколку пати во емисијата спомена. Идвајќи чекам да дојде Гере, идвајќи чекам да го запознам Гере, бидејќи е фасцинирана од вашата приказна. Да го искористиме моментот додека нели сте овде.
Ти благодарам што ни дојде, ти благодарам што беше наш гостин денеска и што имав можност и прилика во живота те запознам. Твојата енергија е навистина ни го разубавува денот. Многу пати преку Skype ни го имаше разубавено денот, е денеска во живо. Фала ви многу на поканата, многу ми е чест што сум конечно во студиото, се надевам дека наредниот пат ќе биде уште посута. Денеска Гере ми парираше во позитивната енергија. Тој ми речете само јас сум ведра и насмејана, денеска и ти беше смејана. Јована е таа која што секогаш ни носи енергија и тоа е навистина така. Може на мој место ќе дојде таа ќе рече што е сега со негативна енергија. Благодарам Гере многу за гостувањето во Македонија наутро. Секако се гледаме за убави поводи, а верувам ќе ги имаме многу во периодот кој следи. Секогаш е чест. Фала ти Кристина на поканата, фала и на Ивана. Чест ми беше што бев ваш гостин. Поздрав до сите гледачи и имајте прекрасен ден. 8 часа 39 минути, најавуваме музичка номера режија или одиме со линковското вклучување, ќе ми кажете? Мислам дека може со штип. Дали ни е подготвена колешката Славица? Подготвена ни е. Секако можеме да ја видиме и темата која што. Може, доколку е подготвена, одиме со Славица Величковска од Штип. Зборуваме